Се повеќе граѓани се напаѓани од кучињата скитници. Што мислите околу овој проблем? Па мислам дека било кој куче ако не е предизвикано нема да нападне човек. Така да предпоставувам дека тие кучиња скитници или се малтретирани или се во моментот нападнати и шутнати од луѓето, па они реагираат во своја одбрана. Мислам, во принцип, мислам дека институциите, тоест тие што се грижат за кучиња скитници, потребно е да поажурно реагираат и да ги здомат и не знам, да им дадат соодветни услови и така. Мислам дека треба повеќе поажурно да се води сметка околу тие кучиња скитници. На било каков начин, значи сите институции кои се во, да кажам, тој круг на чување на животни, потребно е малце поажурно да реагираат. Нема грижа, значи, како да ви кажам, значи сите ние што имаме кучиња колку толку на некој начин носиме кеси и изметот да се собере. Погледнете каков ломе околу универзална сала од аспект на ѓубре и така натака. Значи ѓубрето, пластиката, вие го флашава овдека. Кесињата се многу поштетни од колку било кој измет кој, пак ќе речам, ние го собираме, нели? Има неодговорни луѓе кои сето тоа го прават и мислам дека е потребно по-голема хигиена, по град Скопје да повеќе ги одржува овие барем делчиња каде што и деца играат и така и тоа е тоа. Дали се чувствувате вие загрозено? Да, имавме неколку непријатни случаи каде што не знам каде треба да се повика шинтерска служба и слично, правевме полиција и ни спуштија телефон. Така да не знам кое е решение во градот. Кучињата скитници се повеќе напаѓаат луѓе. Кој е вашиот коментар околу тоа? Па нешто, ја мислам дека треба да има шинтери кој порано што беше. Друго чека нема за нив. Значи џабе стационар, џабе све, тоа е само шинтерите. Се чувствувате ли загрозена и небезбедно? Како не се чувствуваме, нормално одиш, се плашиш, околу тебе се врти, се насаскуваат, по улица и дење и ноќе. Нон-стоп лајат, ние живееме на главна улица, па тоа не се спие ноќе. Може да се превземе нешто. Па нека се превземе градоначалникот малку мерки за граѓаните што живеат во овој град. Тој може сега дошол, а ние цел живот сме овде. Никош не било вака со волку кучиња. Страв да ти биде да излезеш надвор. Не знаеш од која страна ќе ти налета кучата, само се браниш и гледаш. Се чувствувате загрозено додека шетате од кучињата скитници? Да, баш особено на гробишта, да ви кажам. Особено Бутел. Проблемот треба да го реши сепак и градот Скопје, како што го решиле другите градови во Европа. Еве ви кажувам, да се направат што повеќе прифатилишта, но за тоа градот треба да одвои средства и да се откупат такви земјишта во близината на градот и таму да се приведат животните, веднаш ќе ги снема од улиците. Кога ќе ги снема од улиците, граѓаните ќе бидат безбедни. Ете толку е едноставно, ама градот не знам со што друго се занимава, а ги остава овие проблеми затоа што граѓаните многу ги вознемируваат, а не кошта многу нити време, нити пари за да се решат.